Талат Џафери со нов повик до политичките партии навреме да се договорат за термините за одржување на претседателските и парламентарните избори предвидени за наредната година. Претседателот на Собранието, во чија надлежност е распишувањето на изборите, денеска алармираше дека роковите се наближуваат. До нова година треба да имаме консензус по однос на претседателските избори. Парламентарните избори се друга приказна и важат други процедури и други рокови. И има време до февруари-март. Ако партиите немаат согласност и калкулираат, јас тоа нема да го оставам така. Нема да дозволам да се излезе надвор од она што е пропишано. Должен сум тоа да го направам и да обезбедам дополнително време за да не останеме без претседател, рече Џафери на денешниот брифинг со новинари. Според него потенцијален датум на кој во ист ден може да се одржат и парламентарните и вториот круг од претседателските избори, опција за која најава опозицијата е 8 мај, зашто веќе на 12 мај треба да се одржи инаугурацијата на шефот на државата. Претседателските избори се одржуваат во последните 60 дена од мандатот на актуелниот претседател, а тоа значи дека станува збор за периодот од средината на март до 8 мај. Парламентарните избори пак според изборниот законник се одржуваат секоја четврта година во последните 90 дена од мандатот на претходниот пратенички состав или во рок од 60 дена од денот на распуштањето на Собранието. Лидерот на опозицијата денеска пак побара од владеачкото мнозинство да се договори кога и каде би се сретнале партиите и на ниво на работни групи би ги договарале модалитетите за изборите. Мицкоски и ВМРО ДПМН притискаат за споени избори со образложение зошто граѓаните во иста година два пати да плаќаат. ВМРО ДПМН со работна група ќе присуствува на тие состаноци, бидејќи не е само терминот проблем. Бегаме од суштината. Повторно ние зборуваме за дрвото, а не ја гледаме шумата. Имаме озбилни препораки од ОПСЕ и ОДХР кои што треба да се имплементираат во изборниот закони. Некој е кукавица, не сака да излезе да се соочи со граѓаните, но мора да излезе. Не може, законите и уставот се такви, мора за неколку месеци од денеска да имаме избори. Еве, бега од дуели, бега од дебати, бега од новинари, бега од предвремени избори, јас ги разбирам. Тоа е карактер, да се биде кукавица е карактер. И не треба да се срамат од тоа. Има плаштливи луѓе, кукавици и тоа е карактер, не се менува сега на 47-8 години. Но мора ова да го направиме ако навистина се грижиме за интересот на граѓаните и за развојот на Македонија како држава. Ме прашавте дали е 5 или 8 мај. Јас и во мојот говор кажав и ќе повторам, ете му бел лист хартија, нека седне, нека напише дата. Позицијата на власта е дека претседателските парламентарните избори треба да се одржат во предвидените законски рокови. Наспроти притисокот на опозицијата за двојни избори, власта се уште не се откажува од иницијативата за уставни измени, иако е повеќе од јасно дека политички консензус за тоа нема. Премиерот пак повика на поддршка на денешната собраниска седница посветена на пратенички прашања. И во ваква ситуација, доколку не се донесат потребните одлуки во овој парламент, ако не се осигура европскиот пат, ние каква порака всушност праќаме кон нашите стратешки партнери? Прво, што ќе се покаже неодговорност кон потребата на граѓаните, кои заслужуваат да бидат европски граѓани и да живеат според европски стандарди, меѓутоа во својата родна земја. Сега е моментот на заеднички интерес, кога и Европската унија има потреба од нас, и ние од Европската унија. И јасно е дека ова е уникатна шанса. Затоа европските партнери и САД, според нивни зборови, ја нарекуваат неповторлива, единствена шанса. Таква порака дека сега е шансата која Македонија треба да ја искористи се очекува да испорачи шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која на почетокот на идната недела доаѓа во Скопје. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.